моторспортот постојат правила. Оно што во рамките на дружењето како спорт во мотоклуб Вепар беше, не можеме да се пожалиме дека тој не ги почитувал тие правила. Меѓутоа, сообраќајот генерално во Република Македонија е на ниво на луѓе кои не ги почитуваат воопшто правилата. Не е секој за во сообраќај. Да Дражо беше белјаджија, да го наречеме, тој одамна ќе имаше направено грешки, како што го задеси Боже. Во мотоклуб Вепар, по заслуга, а не по емоција, елекот над наш Дражо, Драган Арсов Дражо, стои закачен и секогаш кога наздравуваме и за него наздравуваме. Дражо, живели. Така да тој ниту е отиден, ниту ќе отиде и секогаш ќе биде во мотоклуб Вепар. Каде беше сонцето, таму беше и Дражо. А каде беше Дражо, таму беше и сонцето. Младоста ја носеше тој, а тој ја носеше младоста. Значи, секаде каде што присуствуваше, како секретар на мотоклуб Вепар, можам да кажам дека имаше расположение. Тој не знаеше да застане, него држеше место на едно место поише од 3 минути и секогаш беше позитивен. Значи, Дражо, може да ми биде син, го сакам од се срце. Го сакав и уште го сакам и секогаш ќе го сакам. Мотоклуб Вепар жали, а да кажам жали е малку. Значи, Дражо, доволно да се каже Дражо, и секој еден што знае во мотоспортот, само кажете му Дражо. Немам зборови, секој збор е излишен. Она што можам да кажам за Драганчо е дека беше навиен со толку позитивна енергија, толку носеше живот у себе, што ми се чини цел жив свет може да му завиди. Она што со еден збор може да се каже е само Дражо. Дражо, мотоклуб Вепар те сакаше и ќе те сака. И секогаш каде и да сме, Дражо ти си со нас. И не само ние, од мотоклуб Вепар. Секаде каде што е младоста, тамо е и неговиот дух лебди над нас. Лебди во ваздухов, лебди на земјата, лебди на секаде онаму каде што има убави луѓе кои што го сакаат животот, затоа што Дражо го сакаше животот. А ние го сакавме Дражо. Дражо те сакаме. Значи, натака, партиците беа сигра во Горис Прековски, затоа што општината дојде новите, салата да се руши, нејзино место да се гради модерен центар, кој што во денешно време е еден од најмодерните на Балканот, со перфектни услови за студот, општо за организирање такмици, значи во својот на салата има хотел, се сместуваат вистински екипи. Тоа е проект кој се бил кога првите се градел елементата, сега само тој проект се реализираше. И сега во тие првите години АБА Лига игравме во Борис Трајковски. Може да се каже дека тогаш сета утакмица за нас луѓето Дароиран ни беше буквално као време на гостување. Секој мораше да најде превоз, да отиде таму, да се врати, да се организираме тука луѓе што немаат превоз, да бидат безбедно таму, да се вратат за тоа што се игра на пративничка територија. Бројката константно растеше, значи како што растеше организацијата и се направија феноменални хореографии, се направија многу сите едноставно беа фатени сите аспекти од војвачката движење. Во цел тој период од кога ние ја превземавме групата и организацијата во наши раце, најбитно од се ни беше да биде све од срце и искрено. Сите што работевме, се трудевме максимално на целата работа, пробувавме да вратиме оној вистински, како да кажам, old school сјај на трибини. Значи, пробувавме гостувањата да ни бидат организирани сами иницијативно. Одевме и без да се најавиме кај што можеме. Пробувавме, пример, ако има најавено гостување, ако има автобуси, одредена екипа да отидеме со воз. Многу е полесно да отидеш со автобус, да си платиш во организација на група, се седнеш во автобус, да отидеш да те врати со пратни полиција или све, али ние сакавме да го осетиме и тој момент кога е со возови. Тоа е, ако гледаме практично, е џабе плюс малтретирање, плюс денови, али не може да се опише тоа чувство и сакавме ние да доживееме дел од тоа
како да кажам, од тие златни години најувањето, да речеме, порано кога било најувањето било во експанзија. Во поранешна Југославија или низ Италија, Англија и секаде, кај што највачите иделе сами инициативно, иделе со возови, спиеле по други градови. Сакавме ние да го сетиме делот тој, иако беше сега многу потешко ради целата работа, сега полицијата многу по-ригорозна, по-строга, законите се други, пратните се други, али сепак мислам дека успеавме да доживееме дел од тоа вистинско навивачко доживување. Се собиравме помали екипи и таа екипа само растеше. Прв пат кога отидовме за воз, отидовме 7 души за прилеп и тогаш имаше автобус организиран од страна Family Aerodrome, и ние решивме една екипа ќе идеме со воз. А еден наш постар член го сретнале одредена група полицајци и тој за да ги избегне нив, да не доаѓаат со автобус, им рекол 200 души ќе одиме со воз. А не знаејќи дека притоа ние стварно 7 души ќе идеме со воз. И ние одиме на железничка станица и таму гледаме еден куп полиција. И не ни е јасно сега од кај целава работа. И не гледаат нас, што не познаваат и рекол што е, кај сте вие 200 луѓе? Рекол не човек, ние не идеме на утакмица. На друго место одиме со автобусот луѓето. Двајца џандари дојдоа со нас во воз. На крај им избегавме, му прилепме бара по станици, седнавме во една кафана, колку се каже, и оттаму отидовме пред сала и кога не вида, крај, се чудеа ти. Жандарите вика, ни цел град ве бараме. Ја му вика на тој, вие кај сте бе, ние вас ве бараме. И тој му вика, ти рекол бе. И после секој гостување, како имаше, пример, Кавадарци, се организираше со воз до Неготино, таму се снаоѓавме за превоз после до Кавадарци, екипата само растеше. Дојдовме до тоа да 50-60 луѓе отидеме со воз, отидеме пред утакмица на Кавадарачко езеро, седиме. Тие беа многу добри гостувања, многу убава дружба, многу убави моменти. Заради обврски од председателската функција со регистрацијата на акционерското друштво, председателот кој што го имавме поставено во тој период од Орка, тој си даде оставка на функцијата, а и самиот статут на акционерското друштво беше практично со управен одбор формиран од општината, значи вработени, односно од Советот на општина Аеродром, и требаше да се постави директор на клубот, на што инсистираше Коневски да јас продолжам како директор на акционерското друштво. И сета одговорност ја имавме према општината нормално ја. Сите тие активности беа практично на некој начин во некој ход. И од тој момент и општината почна со доделување на директно одреден буџет за функционирање на акционерското друштво. Меѓутоа, во тоа време не беа тоа некои средства за кои што и во јавноста се збореа трошење на народни пари и така натаму. Иако морам да кажам дека во одредени моменти ние стигавме скоро и до 1.000.000 евра буџет, а спонзорството од општината беше 100.000 евра. Значи, беа обезбедувани средства со наш директен ангажман по и користење нормално на позицијата на играњето во АБА лига. И сето оно што се случуваше, тие посебно никогаш заборавни ќе ми останат настапите во Борис Трајковски и животот и функционирањето, релациите кои што ги имаше клубот со Family. Започна фазата на и градење на практично сегашно спортски центар Јане Сандански, за кој што добивме ветување дека за година и пол дена дека ќе биде тоа завршено, и почна оние преговарања што во таа ситуација. Ние како клуб, со оглед на тоа што
управувавме со салата, ние ја дадовме согласноста за градењето и договорот на релација општина и Самсоненко. Во меѓувреме бевме раштркани малку во делот на функционирањето од аспект што канцелариите ни беа во како ја вела дупката во Ново Лисиче и Борис Трајковски. Секојдневно бевме заедно со Жаре да пратиме градбата и кога им кажувавме на представниците на Звезда, на Партизан, дека за година и пол дена ќе на некој начин ќе имаме своја сала, затоа што ние го покрај договорот на релација Јане Сандански и општината, Јане Сандански беше обврзано да потпише договор со кошаркашкиот клуб МЗТ на периодот колку што е практично користењето на салата од страна на фирмата Јане Сандански, толку ќе биде обезбедено сите оние услови кои што ги имавме во лименката да се пренесат во салата. Сезона 2013-2014 лично за мене беше една сезона која што би сакал да заборавам, никако не можам. Таа беше мојата последна кошаркарска сезона одигран како кошаркарски професионален играч. Уште од месец октомври имав болки во колено, мој по диагностицирање и направените снимки беше неминовно да направам јас операција по оштетување на раскавицата на моето десно колено. Таа операција е малце сензитивна затоа што раскавица како повреда е тешко се обновува и беше прашање како и што ќе биде моето oporavување. На најлошо можна сценарија дека јас не се oporavив како што треба. Таа сезона бев само во екипата проформа, да кажам, без некаква улога и без некакво резултатско учество во таа екипа. После мојата неуспешна рехабилитација направив уште една операција каде што и после тоа се увиде дека јас не можам да продолжам по ниеден основ никако да трчам и да играм и тоа едноставно беше крај на мојата кариера. Значи последниот надпревар тоа беше титулата освоена против Работнички 2014 во Борис Трајковски. Тоа беше и мој официјален последен надпревар како кошаркарски играч. Вие веќе втората година видовме респект спрема МЗТ. Не бевме само како нов клуб во Јадранска лига, втората година осетивме респектот од Ава лига спрема МЗТ како клуб. Ава лига, сум бил 5 години во Ава лига, цела Европа ја пројдов. Имав добри пријатели од сите клубови бивша Југославија. И како доаѓале од Скопје, така сум ги прецекувал, како кога сум одел надвор, ван Скопје, други држави, исто ме прецекува, што принципно имав од сите екипи што беа гајна со Македонија. Со тие добри успеси, што не можевме да успееме у ова Лига 1 да влеземе, со прва победа што игравме у плейоф со Приморска, со Задар. Со Задар, што тамо ги тепавме, а у Скопје бевме сигурни дека ќе ги тепаме и ќе бевме да влеземе у ова Лига 1. Од тогаш нешто што била работа, ја не знам, не можам да сватам. Сите беа сите заквални да бидеме у прва лига, у Ава лига, и онда тоа многу се слуша по населба дека ние сме ја продавале утакмицата со Задар, не сме сакале да влегуваме, поединци се не можам да ги кажувам кои се. Сега се надејаме да влеземе у Ава лига 1. Ако имаме стреќа, суди имаме добри суди,
добри, не навиваат за нас, а ние што ни ги искористиве тие шанси да бидеме први или втори, што имаме едно по друго порази у Скопје, 4-5 пораза едно по друго, и надвор исто така немавме среќа да тепаме најслабите екипи, не тепа, и сега се надејаме ова 2020 и 2021 да влезе во ова Лига 1. Со моето здравје пала на клубот МЗТ Аеродром, што ми помогна, што ја направив таа операција, и се захвалувам на целата управа на МЗТ Скопје Аеродром. Друго немам што да кажам. За кои најдобри странци највише го обожавам Цапин, после Цапин го обожавам Дамјан Стојановски, после I'll mention Euro Cup. I'll go back to that for just a minute. That was probably the most difficult year for us, just in terms of the travel, in terms of the stretch in limited players that we had. We were injury prone that year. We had different issues that popped up that limited us in our firepower to compete in all three of those competitions, from ABA League to Euro Cup to the Macedonian League. And so we had to conserve, some of our better players, of course, with Todor Gečevski and Stanko Čekovski, and that was a hurt to us as a team. Missing what they provided to us, not only leadership-wise, but in skill to compete at those levels. But I think it was a little bit of a stretch from the team and the organization, just in terms of resources and understanding the types of caliber of teams and the budgets that we would be competing against. There's something to be said about that, and it does make a difference. But we gave it our best, and what a wonderful time it was to get to travel to all those different countries and try to do our best to represent Macedonia as a whole at that level. And that, even coming off of my first year playing in 2011, that's when those guys made that huge run in the European, championships. And I remember watching that on television, and then, getting the call to go play for them. I guess that would have been the first recollection of seeing Macedonia, but that was a remarkable run that they had. And so to then get to play with many of those national team players on MZT Skopje was a thrill. Taught me a lot. I mean, those years, those 3 years, I really learned a lot about the game of basketball. Really learned a different style of play. I really learned a lot about myself in terms of being able to adapt and to challenge myself in a different environment and with different coaches. All the firings of coaches that we had throughout those years, that was a challenge in order to, again, please and try to perform for the next person who's coming in that's going to evaluate you to whether or not you're going to have a job. And so that's that was always a mental rigor that was sometimes difficult to stay focused on the court, just with all the external challenges that you were being faced with. Исто така, мене ми остана најголем впечаток поход по купу Охрид. Значи имаше тогаш Final Four у Охрид, 3 дена беше така нешто. Значи земавме од петок од куки, станови, кој има стан, кој има куќа, кој изрентавме. Значи прво игравме, мислам, со Лирија, там, значи 3 дена беше лудница на виење. Ја мислам на финалето немав сила да чукам на тапани
ни да навијам, али беше максимално дававме напори. На крај викаме, ајде ќе си идеме, какво идење, бе, седи уште еден ден да прославиме. Така да добри 3-4 дена. Имаше еден период, ние стално одредено друштво што бевме, зборевме, замисли колку би било добро некојаш купот да се организира ван Скопје, да отидеме нака на гостување неколку дена. И после некој време стварно доаѓа момент купот се организира у Охрид. Супер, туристичко место, смештај колку сакаш, тоа е тоа. Викам, тоа е тоа, одиме у Охрид, одиме 4 дена у Охрид. МЗТ игра уште, купот се играше четврток, петок, сабота, недела. МЗТ четвртфиналето го играше у четврток. Ништо, идеме од четврток, се снаоѓаме, кој како. Тој момент се сеќавам сите со пари, тенки, али тоа е тоа. Барај превоз, барај ова, наоѓаме куќа, една во Охрид, у центарот на градот нагоре, викаме тоа е тоа и полека. Првиот ден 20 на души, се искарцуваме уште четвртокот са баѓата таму. Не спиени, уморни цела вечер, одиме навиваме, доаѓаме, се одмараме. Наредниот ден после нас игра Куманово, работнички едно друго и ние сместени Охрид, добра екипа бевме тогашка и викам ајде, тоа е тоа, Охрид, навивачи, сите навивачи на едно место, у еден град, ќе се најдеме, ќе има сигурно интересно, ќе има некој инцидент, ќе има, што би се рекле наше, навивачки дешавки. И ние тогашка работнички беше подобро од Куманово, очекувавме дека ќе ги победи Куманово и дека навивачите на работнички ќе останат исто у Охрид и така, дека ќе биде интересно. Ама Куманово го изненадува работнички, те по продолжение, сите навивачи на работнички си одат за Скопје. Остануваат на Куманово. А ние бевме собрани таму близу салата и рековме тоа изгуби, овие ќе си одиме на кај дома, по пат на кај дома, случајно, ние поголема група, се сретнуваме со помала група навивачи на Куманово, доаѓа до некоја тепачка, улетува полиција, бегаме, ги апсат одредени луѓе, бегаме од куќата, бегаме од сегде. Тоа е тоа. Утре ден тако Куманово доаѓаат посвета, па избива некој инцидент, па не апсат сите. 20 души у станица, ги апсат кумановци. Цел ден, втората утакмица немците не ја гледавме полуфиналната, младите се навиваше и тоа не гледавме, ништо. Цел ден го поминавме полициска станица у Охрид. И друго и не пуштија за финалето. Тоа беше интересно дека тоаш прв пат се сретнавме со зборам вака да се сретнеме на улично или некако со кумани, прошто бидејќи си од друг град и друго е, туку у Скопје пак имало навака на дека ќе се сретнат некој изолиран инцидент или луѓето и се знаеме кои сме ние кои се од работнички, а со тие од Куманово не се познававме ништо. И тогашка баш од тие инциденти, од тие тепачки се упознавме со дечките од Куманово и ден денес сме у пријателски односи, да речем, а оние исто у тоа време беа навивачка група за почит и беа она баш по сите навивачки кодекси, права навивачка ултрас група. И нормално тие наши резултати и активности кои што ги имавме допринесоа да бидеме поканети за учество на Еврокуп, кој што го прифативме и успешно го организиравме тој настап, што не остана незабележан од Еврокуп. Затоа и се понови, значи 2013-2014 и Еврокупот поновно бевме поканети, иако немавме обезбедено пласман во АБА лига за да бидеме учесници на Еврокупот. Сепак бевме поканети од Еврокуп заради оценките кои што ги имавме добиено во првата организација на Еврокупот. И така да и вториот настап го имавме и во Еврокупот. Па јас почнав да одам на утакмици некаде 2007-2008 година. Тогаш прв пат си имам појавено во салата Јане Сандански. Мислам дека беше МЗТ против Фени првата утакмица. Полека, една утакмица, втора, трета, почна некоја конзистенција да одам редовно на утакмици и тоа се негде моите почетоци во салата Јане Сандански. Па, не знам точно која година, добри 13 години, за прв пат влегов во салата, со постарите од моје мало, со Мики Сарма, поздрав до него. Се всади таа љубов за понатака да станам и дел од младинската
кошаркарска лига, генерации таму 9-8, па добри 6 години тренирав во младинските лиги. Паралелно присуствував на утакмици како дел од навивачката група и таа навика, како што кажа Марче, се створи таа редовност да биде, да трае. Веќе наредната година, за жал на МЗД Скопје и на домашната публика, затоа што беше типан љубител на поголемата кошаркарска јавност и во аеродром, и поголемиот успех на МЗД доби понуда да се преселе во Унион Олимпија, тогаш многу посериозен клуб и со многу поголем буџет. Негов матичен клуб потпиша 2-годишен договор, кој за МЗТ значеше тоа потрага по еден нов тренер. Како седмо пласирани добивме повик да се надпреваруваме во Еврокуп, меѓутоа тоа се случи многу подоцна, од кога веќе половина од тимот веќе беше направен, а за тренер беше доведен Влада Вукојчич, тренерско име кој многу ветуваше во тој период како тренер на Црвена звезда, асистент тренер на Дуда Ивковиќ во репрезентацијата на Србија. Млад тренер, одличен стратег, меѓутоа тогаш во разговор со него и во некои моменти кога го составувавме тимот и баравме странски играчи, осетив и оној прв тренерски страв од надпревариш, со мене во тоа време не познат. Тоа беше моментот кога Вукојчич дозна дека добивме повик од Еврокуп. Сите бевме радосни, МЗТ продолжува успешно, нели? После Јадранска лига, после второ освоена титула во домашното првенство, добивме повик во Еврокуп, каде што го гледавме тоа како еден позитивен момент, меѓутоа тоа беше еден огромен предизвик за тогашниот тренер Вукојчич да го состави тимот, да биде респектабилен не само во Јадранската лига, туку да биде респектабилен и во Еврокуп на преварувањето. Ги добивме групите и по неколку кола најверојатно и заморот си го направи своето. Не напоменав дека претходната сезона се надпреварувавме во првиот дел само Јадранска лига, што значеше утакмица сабота, додека оние тимови во Јадранската лига кои се надпреварува во Еврокуп и Евролига има тешки гостувања во среда, четврток, па некогаш и петок, па директно од патување знаеа да дојдат во Скопје или па ние да стигнеме во нивниот град, дали Загреб, Лјубљана или Белград, да бидеме пред нив стигнати. И тоа беше една олеснителна околност за нас, што веќе наредната година сите како ни представуваше на голема потешкотија. Па така знаевме да патуваме до Израел да менуваме 2-3 авиона или Турција па Русија, а веќе за 2-3 дена да треба да гостуваме во Лјубљана, во Загреб или Белград. Тоа надпреварување Еврокупот, иако не постигнавме некој забележителен успех, беше од огромно искуство за МЗТ, за играчите кои се надпреварува во МЗТ, меѓутоа цената ја плативме со тоа што немавме забележителен успех во Јадранската лига и многу послаби резултати од претходната година. Имаше промени на играчи. Прва промена беше нормално тренерската смена и Влада Вукојчич замина, на негово место дојде Зоран Маркович, повторно словенец, со надеж дека ќе продолжи успешната приказна од Алеш Пипан. Мислам дека и дуплиран буџет од претходната сезона со тоа што ги задржавме главните играчи како Гечевски, Чековски, Дамјан Стојановски, Кейт Дейвис се уште беше тука. Ги задржавме и младите домашни играчи, меѓутоа имаше промена на странци кои верувам дека можеше многу подобро, затоа што во еден момент имавме, јас сеќавам 17 играчи на платен список на МЗТ Скопје, нешто што навистина се вложуваше во играчкиот кадар, се со цел за
за да се надмине, нели претходниот успех на 11-12 се освои титулата, 12-13 одлично представување во Јадранска лига и сега имаше огромна желба тоа да се надоградува понатаму. Сезоната ја завршивме исто на домашен терен, можеби уште подобро од претходната сезона. Мислам дека овој пат сигурно немавме пораз во регуларниот дел. Падна екипи како Звезда и Партизан повторно, имавме некои успеси, меѓутоа во последното коло ни гостуваше Раднички Крагуевац и иако го пркавме на фамозно 7-мо место од претходната сезона, можевме да завршиме и 6 со победа. Раднички Крагуевац немаше некој посебен успех и небитно воопшто му беше небитен тој надпревар, меѓутоа растеретено играчите на Раднички одиграа феноменален надпревар, а ние го загубивме последното коло и шансите за 6-то место, односно не однесоа 9-то или 10-то. Не се сеќавам добро, меѓутоа тој пораз многу болеше и едноставно ги изгубивме шансите и за следната сезона да се надпреваруваме во Еврокуп. Сезоната повторно ја завршивме како шампиони, меѓутоа договорот со Зоран Маркич не се продолжи и веќе се навестуваше една голема промена во МЗТ, во смисол не само на тренерски, туку и на играчки моменти. После тоа играме, мислам дека таа година финале со Работнички. И мислам дека у тие години едни од подобрите финалиња биле со Работнички. Со Работнички со Куманово имаше кај што првата утакмица изгубивме дома, па после направивме у гости победа и така освоивме. Ама сепак мислам дека со Работнички со овие години финалињата и утакмиците биле на едно многу високо и добро ниво. Веќе наредната година преговорите за тренер почнаа многу порано, дури во јуни. Се навестуваше дека големото тренерско име Змаго Сагадин ќе дојде во МЗТ Скопје и тоа на повеќе годишни, мислам на 2 годишни договор. Со оглед на тоа што Змаго Сагадин е познат не само во екс-југ просторите, туку и во цела Европа како тренер кој навистина е како захтевен. Тоше Гечевски, Ѓорѓе Чековски, они веќе и сами рекоа дека не сака да бидат дел од проектот неофицијално. Не го кажаа тоа, верувам, меѓутоа спојот Змаго Сагадин со нив двајца некако не беше природен спој. Па така да замина и Гечевски и Чековски. Мислам дека таа година и Дамјан се повреди. Првата негова посериозна повреда. Напушти Огнен Стојановски. И тој костур од домашни кошаркари, домашни играчи кои неколку години беа заедно, би рекол една фамилија, бидејќи имаше една одлична хемија помеѓу нив, се распадна. Дојде нов тренер кој го селектираше тимот за него карактеристичен со тоа што сакаше млади играчи, недокажани, кои допрва ќе се докажуваат на кошаркарските терени, па така и беше. Имавме некои странци кои прв пат се појавија на кошаркарските терени и реков претходно домашните играчи напуштија, така да тој спој помеѓу млади, неискусни, кои требаше да одговорат на задачите на тренер кој веќе беше во залез на својата кариера и еден, би рекол, тренер кој имаше своји принципи, кои ни за сантим не отстапуваше од нив. Тренинзи по 2-3 сати на утро, состаноци пред секој тренинг навечер. Се снимаат тренинзите, еден посебен режим на тренинзи, кој
во тој момент мислам дека не беше баш од корист ниту за играчите, ниту за тимот на МЗТ, бидејќи едноставно тимот не беше составен за таков тип на тренинги и таков режим. You know, what I had was wonderful teammates, and you know, I want to name all of them off, but you know, some of my most fondest times are with that team. Toshi, Stanko, Damjan, Ognen, Igor Mijalovic, Nikola. You know, I could go on and on and on. Otašević, again, one of my best friends and who I still keep in contact with, Noah Dahlman. I know everybody loves Noah. You know, the short stints of American players who came and went. I've run into them across the years. Still keeping in touch with them. I mean, that opportunity is just being able to grow a global network of individuals that love the game of basketball, but you know, understanding that, you know, when it reaches that level of professionalism, it's you know, it becomes a business, and you know, in order to continue to survive and thrive and carry on and build your career, you've got to you know, make those results and bring those championships to those that, you know, that seek them, and of course ultimately we were able to do that all 3 of those years. You know, what a wonderful time that was. My wife was with me at that time. We got to experience, you know, we've become lifelong friends with Sala and Ellie Franceschi and their sweet daughter Alexandra. I want to give a shout out to them, to Sakum. Again, you know, I have a lot of love and a lot of respect for Macedonia. Some fondest memories are just enjoying the countryside, Mount Vodno, going and seeing the Millennium Cross, to Matka Canyon, to Lake Movrovo, Lake Orchid. Those experiences for me were not just physical or visual, but they were spiritual, and you know, and in my faith, you know, getting to see that part of the world has been very life-changing, not only on the court but off as well. All those that were in the organization, and most importantly, my teammates, my brate. I appreciate each and every single one of you. I hold MZT very close to my heart, as that was my jumping point, my first experience to play professionally, which ultimately gave me a very long and enjoyable career. I'm currently now back at my alma mater, back at my university, studying, working on a master's in higher education, and I hope to ultimately become a coach and to give opportunities to younger students here in this country that, or professionally, whoever knows where my coaching endeavors will take me. But I would love to teach, and I want to teach the game of basketball because of what it gives and what it brings to people. I want to share that, not only where it's going now, but it's such a global scale. The game of basketball is, and to reach out and to lift up and build up people and humanity through the sport is my next ultimate championship goal. And so I hope to follow Nogel. Again, I wish I could go into more details to the whole experience of living in Macedonia, to eating the food, to enjoying the culture, to having the family that I do now. Thank you so very, very much for the opportunity. Let me know. I'll come back. I'll visit. Would love to get back into see the fellows again and see Macedonia one more time. Napred Skopje,
Skopje is champion. До последната стотинка, Паркер губи топка, трајна надпреварот затоа што ќе има забивање од Дейвис. Става точка на оваа средба. 8-ма победа за МЗТ Скопје. Последниот дел од мечот во последната минута реализира од линијата за слободни, не затрепери неговата рака. Финишираме на денешниот надпревар шутира и 8 од 8 линијата за слободни. Третата година веќе имавме и поголемо искуство, меѓутоа и годините ни бевме веќе повозрастни и со пријавата за учество у Еврокупот, мислам дека тука, иако тоа резултатски не беше добро, завршивме само со една победа. Мислам дека беше добро за едно отварање на македонската кошарка кон тие такви малку поквалитетни надпреварувања. Меѓутоа, бројот на играчите представуваше мал проблем, затоа што имавме мал број на играчи, имавме доста патување, имавме тешка група, иако ве рекоа дека ќе биде регионално, надпреварувањето беше со доста патувања, доста не истроши, нели ние бевме повозрасна екипа и имавме доста падови у играта, како во тој Улеп купот, така и у АБА лигата. Кога заврши тоа со Улеп купот, се стабилизиравме малку, дојде нов тренер, одигравме, мислам, подобро и последниот надпревар да не го изгубевме, че бевме пети, а на крајот завршивме како седми. Нормално дека домашното првенство во тој период, таа втора и трета година моја во МЗТ, имавме доста поквалитетна екипа отколку другите екипи што беа во Македонската лига и ги завршувавме само со по еден пораз и тоа у плей-офот. Мислам дека едниот беше у финалето со Работнички, а последната година беше у финалето со Кожув. Така да се на се, кога ќе се видам кога ќе направам некоја ретроспектива на тоа, тие 3 години поминати во МЗТ, сум доста задоволен. Имавме многу добра атмосфера у соблекувалната, имавме многу добра екипа, знаевме да се дружиме и надвор од теренот, во соблекувалната идевме доста порано за да комуницираме меѓу нас, останувавме доста долго, после тоа станавме добри пријатели, ден денеска ги одржуваме тие наши релации, врски, пријателства. Мислам дека и навивачите беа задоволни, пошто во 3 години освоивме 6 пехари и настапот, мислам, во Јадранската лига беше сосема коректен, победивме екипи како Олимпија, Задар, Цибона, Партизан, Надвор, победивме екипи доста квалитетни и дома, така да мислам дека беше добро представување прво на македонската кошарка и исто така и на МЗТ како клуб во овие југословенски простори. Па едноставно имавме некој голем притисок и во текот на тој дел, иако знаевме дека имаме квалитетна екипа и водевме веќе со 3:1 и знаевме дека е реално да освоиме титулата и меѓутоа имавме некој притисок заради тоа што секогаш со МЗТ бил неколку пати бил толку блиску до освојување на титулата, а не успел. Така да стоеше тој притисок над нас и кога освоивме така една релаксирана ситуација, дека конечно освоивме титула, дека навивачите можат да бидат задоволни, и нормално знаевме дека ќе има дочек, имавме комуникација со нив, една коректна и убава прослава, така да сето тоа се заврши добро, како за нас, така и за фановите на МЗТ. Одлично. Ви благодарам. Нешто ако сакаш да додадеш? Не. Тоа е тоа. Тоа е тоа. Мислам дека доволно кажав. Тоа не застана. Ја искрено не одлично кажав. Што си викаш вие спортисти? Не. Добро, не си го мисла тоа, не си само. Дражо ми е другарот буквално од детство. Дражо беше на Трецпат, комши, како од мали сме заедно, сме иделе заедно на одмори. Дете пример за дружба, буквално синоним за дружба, ги ценеше
нереално сите и буквално и луѓе и што треба и што не треба да се цена. Дражо имаше почит спрема сите. Прав пример за темелите за дружбата во аеродром, како треба да се заснова. Заеднички моменти како мали највише што се сеќаваме кога бевме на одмор, си игравме со екшен мени. Ја имав поише, Дражо сакаше да му ги давам сите, па си игравме таму на плажа, ги качувавме по дрва, по едно, по друго. Само да кажам дека сакам Дражо да се памти по тоа што буквално неговиот однос со луѓето и дружбата спрема сите треба да остане за пример за понатаму за многу идни генерации. И ако сите се водиме према неговата почит што имаше према луѓето, мислам дека ќе биде многу поубава дружба и воиднина за сите нас. Драган Арсов Дражо беше човек со големо срце и голема душа. Беше дел од нас, беше дел од нашата екипа, беше дел од нашата мала. Беше дрско искрен кон сите и не кеше неправди. Се почна од нашата 13-та година, кога се запознавме на Ентер. Имавме многу добри, но и лоши моменти, нормално како и сите луѓе. Делевме буквално све. За Дражо можам да кажам дека љубовта спрема моторите може му беше поголема и од спрема девојка. Дражо беше човекот кој не сакаше сите искрено и кој заслужуваше да биде сакан од сите нас. Те сакаме, те сакавме и ќе те сакаме, Дражо. Дражо беше човек со големо срце, со голема душа. Беше пример за сите луѓе како треба да се однесуваат и беше позитивен спрема сите. Драган, како наш другар, како наш брат, ги сакаше сите луѓе и дојде моментот, денот на плачот кога го изгубивме нашиот брат Драган, нашиот ангел. Но секогаш ќе биде тој ангел, тој брат во нашите срца и секогаш ќе остане, ќе го сакаме и секогаш ќе го сакаме. Во што таков другар не може да се заборави. Таков ангел од човек. Брат ми беше посебен и единствен човек во секој поглед, исклучително храбар и смел и буквално не се плашеше од ништо, па дури ни од смртта. Тој беше полн со живот и со адреналин и многу често баш во контекст за животот и смртта знаеше да каже па ако ми е така пишано. Ако сакаше животот како и секој млад човек, сакаше да се дружи, да шета, да создава нови познанства и навистина имаше многу голем круг на познати, многу другари и пријатели. За Драган не беше битно дали луѓето со кои што сакаше да се дружи се помлади или постари од него, дали се богати или сиромашни, дали завршила факултет или воопшто не успеале да завршат школа. За Драган беше само битно неговите познаници, а посебно другарите и пријателите да бидат луѓе во права смисла на зборот. Мислам дека јас му бев најдлабока врежена во срцето и многу често го кажуваше и го потенцираше тоа, дека за сестра му е спремен и животот да си го даде. Секогаш кон мене беше настроен заштитнички и секогаш ме советуваше да бидам скромна, пристојно облечена и однесувањето да ми биде долично за девојка на моите години. Моторите му беа вечниот сон и најголемата љубов, за нив најмногу мечтаеше и тие беа нешто што најмногу го посакуваше во животот. Уште како дете во средно имал купено 2 моторчиња со пари кои што ги собирал. Од парите кои моите му ги давале за јадење, во училиште седел гладен. Моторите ги криел по влезови или ги чувал кај другари само за да не дознаат моите. Првиот мотор на брзини му беше Априлија, кој што го купи после матурата, после долги убедувања и расправања со моите кои што беа против тоа. Потоа купи уште 2 мотори Кавасаки, се зачлени во мотоклубот Вепар. Меѓутоа, неговата крв постојано вриеше за поголеми и побрзи мотори. На крај купи тркачки мотор Honda CBR, со кој што трагично заврши неговиот живот на 19 август. Мојот брат Драган секогаш ќе биде во моите мисли и за секогаш во моето срце. А неговиот дух секогаш ќе биде тука околу нас и со нас, затоа што Драган навистина не сакаше сите. Бато, живееш вечно.
Dragan Arso!